во делот на рейтингот на парламентот и впечатокот за парламентот може да го направат добар тројца пратеници, ама може да го направат и лош тројца пратеници. Знаете, оценката за парламентот се дава на 120 луѓе поединечно и се дели на 120. И сега таа бројка секогаш ради таа математика е ниска. Значи треба многу отворено и многу јасно. Кога ќе имаме добар пример во едната или во другата пратеничка група, односно групација, опозиција, власт да го посочиме, меѓутоа е многу отворено и многу честно кога имаме лош пример да се оградиме и да го осудиме таквиот начин на комуникација. Јас сметам дека нашата декларација од понеделникот, која што чекаме одговор од сите пратенички групи во овој дел, е минимум, основно, може би не изгледа суштински во моментот, може би не изгледа дека со тоа ќе се решат сите проблеми, да се решат. Меѓутоа, основен елемент како да започнеме меѓу себе да зборуваме за убави зборови. На крај на криштата, ако работите во средина во која што ги слушате тие работи, кои што се слушаат во парламентот објективно, и јас и господинот Андреј Петров сме многу често внатре во собраниската сала, не ви дава слобода на крај на криштата и да мислите креативно, да творите креативно, ве обседнува нервоза, ве обседнува таквата атмосфера и тоа е ситуација која што влијае негативно. Затоа со тие две задршки, прво дека ова е епизода и второ дека мал број на пратеници го создаваат тој генерален впечаток на собранието, можам да прифатам дека во последниот период е малце отиде на работа. И уште една друга работа има, значи јас сосем во овој дел се сложувам. Значи треба да се поттикнуваат сите оние дискусии кои се вистинска политичка дебата, не лични дисквалификации, и тоа во следниот период ќе се трудиме како партија тоа темпо да го наметнеме. Она што исто така треба заеднички да се обидеме. Парламентот не може да биде второстепен. Значи, ние сме држава во која владата во моментот, може би било и во претходниот период така, меѓутоа никогаш повеќе отколку сега доминантна над парламентот. Значи, еден однос, како да кажам, на базично непочитување на пратениците, на парламентот, еден однос на наметнување. Ако собранието е првиот по ранг, значи законодавен дом, треба да најдеме начин да им кажеме на министрите дека треба во парламентот да бараат одобрување за своите политики, да покажат респект кон тој што ги бира, а не да покажуваат надменост кон законодавниот дом, што ние го чувствуваме, може би повеќе како опозиција, меѓутоа во многу разговори со колеги од власта го чувствуваат и тие. Не сум сигурен дека во целост е прифатлива вашата теза. Значи има механизми предвидени и со закони и со деловник на кои што на 1000 начини ние можеме да дадеме насока. Јас пак ќе кажам, разбирам дека малиот број на пратеници влијае негативно на можноста да се влијае генерално на политиките на власта. Малиот број па малиот. Утре ќе бидете вие со малиот број пратеници, не е добро. Меѓутоа, значи механизмите законодавната власт посебна, не можете да ги одземете ингеренциите на креирање на политика на извршната власт. И тогаш мислам дека ќе се доведеме во ситуација на една плебисцитарна варијанта на законодавен дом кој ќе имавме една ситуација. Може да ја кажам. Може не треба само еден пример може да дам. Зошто претседателот на парламентот на многу од овие средби кај што се одлучува не го повикуваат во државниот врв. Ги гледаме камерите. Тоа не е тоа. Што е толку битно? Битно е затоа што по ранг е втор во државата. Не, он е по протокол. Се испаѓа дека вас ви омилен Трајко Велјановски и дека нешто е на стација. Не е искрено. Не е искрено. Значи не е искрено. Значи искрено е. Да ви кажам еден пример. Трајко Велјановски можам да кажам и добри работи. Она што му го замеруваме што пред 2 недели беше добар рака за сите вас. Јас можам да кажам за Трајко Велјановски добри работи. Она што му го замеруваме што во случајот не смогна сили да се стави над интересите на партијата. Тој е председател на собранието. Не може да биде Гордана Јанкуловска посилна од него. Јас сум сигурен дека постапува. Да ви кажам само еден пример. Збориме ве ребаланс и тоа е начин. 3 дена вашите пратеници се активни, зборат против политиките, по 20 минути има време и така натака. Една партија, може би не треба спомнувам, ама интересен пример денеска ми влета во очи. Една од партиите во опозиција, не Социјалдемократскиот сојуз, збори дека ништо во буџетот не чини. А поднела амандмани со кои што се прави дислокација само за 900.000 евра. И сега
Како ние да влеземе во... Немојте буџетот да го отварате. Како да влеземе во... Господине Петров, 900.000 евра биле проблем во буџетот, во ефективно. Да го отвора. Немој да го отварате. Добро, ви благодарам многу, бевте љубезни. Мислам, се надевам дека ќе најдете компромис. Во таа надеж ја го одјавувам која камера? Да. Го одјавувам моето учество во Студио 2 до ова прво полугодие. Се надам дека утре Билјана Секуловска ќе ви навести што би можеле да очекувате ад хок ако се појави актуелна политичка тема, врзана евентуално за името, за евроинтеграциите. Повторно Студио 2 ќе биде отворено, но се надам дека сите заедно малку ќе здивнеме. Им благодарам уште еднаш на Илија Димовски и Андреј Петров и се надам дека овие пратеници ќе ги промовираат надежите за една конструктивност во парламентот за излегување од моменталната епизодна криза. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.